Би сакал да се заблагодарам за присуството. Денешната пресконференција ја одржуваме пред најголемиот реализиран проект во здравството во Охрид и во целокупниот регион на Југозападна Македонија. Се работи за реновираната и доизградена општа болница во Охрид, каде што нашите двајца кандидати за пратеници се господин Љубен Арнаудов, директор на болницата, и господин Сашо Василевски, председател на управниот одбор. Болницата беше целосно финансирана со средства од буџетот на Република Македонија. Започна како реконструкција со некаде помалце од 1.000.000 евра, стигна некаде само градбата над 7 милиони евра и дополнително целокупната опрема која што се вложи, така што сега имаме еден навистина најмодерен здравствен објект во градот Охрид, што е доказ дека и она што го ветуваме во иднина за новите здравствени објекти кои што ќе бидат презентирани во теков на кампањава, покажува дека она што го ветуваме и го остваруваме. Би сакал да оставам повеќе простор на двајцата доктори, малце повеќе да објаснат околу целата работа. Благодарам. Би сакал малце за историјата на целава работа да почнеме. Болницата се градеше 3 години, беше предвидено за пократок период, али некои технички работи не ни дозволија и некои нови политички моменти кои настанаа. Али од кога ВМРО ДПМН презеде власта во Министерството за здравство, со нашиот министер многу брзо се успеа да се изгради овој блок. Јас би кажал не реконструира, него изгради. Значи, тие работи кои ги откривме на почетокот беа катастрофални, така да немаше друг избор освен да се направи нова болница. Болницата е по нов систем направена, бокс систем, оделенијата се издвоени од оперативните сали, така да е постигната максимална безбедност на оперираните пациенти. Во болницата се вложени 5.400.000 евра, се е комплетно со најнови стандарди и најнови технологии. Плюс во болницата од страна на владата, како што се вети, се даде опрема во вредност од 1.460.000 евра. Значи, тука спаѓаат компјутеризираниот томограф, кој за него направивме со собствени средства нов објект, најквалитетен објект во југозападниот дел на Македонија со гаранција. Значи, добивме два најсовремени ехоапарати по 164.000 евра, еден 4D ехоапарат за кардиологија и еден 4D ехоапарат за гинекологија, што е една феноменална придобивка за жените во општина Охрид. И добивме и други апарати за анестезија, за одржување во живот, вака просто кажано, гастрокабинети, лапароскопските тие сали, лапароскопскиот тој апарат, така да моментално приклучокот е фатен со здравството во 21. век во Балканов. Добар ден. Овој прес го чувствувам малку емотивен, затоа што цел живот од мојот работен век сум го посветил на оваа болница. Од првите денови на моето вработување до можноста да заминам од оваа болница како представник на највисоковиот законодавен дом во парламентот на Република Македонија. Како доктор специјалист интернист и началник на интерното оделение на Охрид, ја имав таа чест да бидам и председател на управниот одбор на ЈАЗ Општа болница Охрид, која стартуваше со енормни долгови, стартуваше со една апсолутна нула од страна на инвестиции, било какви реновирања, да не правиме разговори за внесување на нови методологии и апаратури. Што беше најопасно, не беше разговарано ни размислувано за кадрово доекипирање на медицинскиот персонал. Сето тоа нас ни се случи во еден миг на превземање на одговорностите на оваа болница, да ние заедно како еден сложен тим кој има долгорочна стратегија, јас и доктор Љубен Арнаудов,
Нормално, без помошта на нашите пратеници во парламентот Александар Николовски и доктор Хари Шокаровски, со нивните влијанија во владата на Република Македонија и собраните во Република Македонија, немаше да дојдеме до ваков значителен резултат. После 6 години на управување на ова болница можам да констатирам следно. Охридската болница, новиот објект, е веќе регионална болница, врвно изграден по сите медицински светски стандарди, со најсофистицирана врвна опрема, така да ние веќе представуваме значителна алка во пополнувањето на модерниот мозаик на македонското здравство. Ќе ви кажам еден податок. Од 56.000 прегледани пациенти на мојот оддел, само 40 пациенти се препратени во клиничкиот центар во Скопје. Тоа значи дека еден мотивиран тим кој работи со нови методологии, тим кој работи со нови апаратури, е толку мотивиран и спремен да одговори на сите предизвици. Ние и тоа го докажавме и го растеретивме македонското здравство. Што останува понатака? Овде не завршуваме, без разлика што јас привремено ќе бидам одсутен од оваа болница, но дневно присутен во случувањата и напредокот на оваа болница, е да се зафатиме околу реконструкцијата на стариот дел на моето интерно оделение, кое е во добра состојба, но мислам дека во брзо време ќе направиме енергетски исто оваква болница, енергетски издржан објект, каде што загубите на топлина, на грејење и на ладење и комодитетот на нашите пациенти ќе биде пред се приоритет. Деновиве отпочнува реализацијата на проектот на интервентната гастроентерохепатологија. Не сакам тоа да биде како едно предизборно фалење, но некако така се поклопија работите. Веќе ние со ресорното министерство склучивме договор да направиме од нашата болница како регионална болница дисперзирана клиника. Значи, медицинскиот персонал, медицинските сестри и болничари не ќе имаат потреба од натамошно патување и доедуцирање во клиниките Скопје, туку во договорите со клиниките, примерно со клиника за гастроентерохепатологија, пред некој ден разговарав со директорот, ќе доаѓаат 3 пати во неделата, значи четврток, петок и сабота, ќе прават интервентни процедури, така да бенефитот е повеќе кратен. Прво, нашите пациенти ќе бидат обработувани од најмодерен и најсофистициран апарат и најобучена екипа медицинска, заедно со мојот тим на интерно оделение и клиничкиот тим кој ќе предводи професор доктор Ненад Јоксимовиќ. Втората работа е што трошоците околу патувањето на нашите пациенти во приватните здравствени организации, вие знаете колку кошта приватно една гастроентерохепатолошка процедура, и ќе ги избегнуваат патовите до Скопје. Нашите планови се големи, верувајте дека ние тие планови ќе ги исполниме. Има едно отворено прашање околу недостаток на медицински персонал. Тоа е сериозен проблем и затоа јас на почетокот на оваа пресконференција го напоменав дека да се гради тим од лекари е долгорочен кадров процес. Не е доволно да ние запослиме 27 лекари по општа медицина, кои ги запосливме, и истите ги испративме веќе на специализација, но процесот на едукација на еден специјалист е 6 години. Значи, да дојде специјалист-интернист, му треба 6 години факултет основен, медицински, 2 години туторство и уште 6 години специјализација. Значи, тоа е еден процес кој секоја генерација на водство на оваа болница требало да размислува, како што ние сега размислуваме за следните 10-15 години. Едно од размислувањата наши е да се наметне во идниот период анализа длабока за регионализација на охридско-струшкото здравство. Ке видиме колку е тоа економски исплатливо, јас сметам да, затоа што на 10-15 квадратни километри недозволиво е во една држава која се грижи за секој денар кој е пласиран, значи да имаме 4 интерни оделенија,
4 кардиологи, 4 урологи, 4 анестези. Значи тоа ќе навидиме, ќе го направиме мапингот и најверојатно ќе се обидиме да го направиме проектот за регионализација на здравство. Значи, нашите врвни експерти од медицината кои постојат на Охридско-Струшкиот регион да ги направиме во врвни успешни тимови.